Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Ова е епизода која што ја снимам баш кога почнува летото и размислував што е оно кое што денес сакам да ви го подарам како епизода и се сетив на тоа колку е важно да останеме свесни за промените во менталното здравје и оние предизвици кои што се случуваат токму во лето. Односно важноста на грижата за себе и поддршката, затоа што летната сезона, иако провоцира едни слики на сончеви денови, на активности кои што се надвор, на прошетки, на многу големи дружби, додека тоа е време на радост, на релаксација, многу е важно да уважиме дека летото сепак може да играе една улога, една уникатна улога на промена, би рекла, на менталното здравје, затоа што е комбинација од зголемени социјални активности, од промени или грижи за сликата за нашето тело, за себе и целиот тој притисок да бидеме подготвени за летото. Мислам дека не станува збор само за летен мајндсет, туку и за летно тело и за сето оно кое што следува тогаш, а особено за личности кои што се соочуваат со социјална анксиозност или пак не можат многу добро да се снајдат во гужва или пак имаат некакви грижи околу нивното тело и тоа како изгледаат, а тука би спаднале најверојатно повеќето жени, дури оние кои што навидум изгледаат дека немаат грижи, знае ова да им е многу тешко и предизвикувачки. Многу е присутно во лето присутен социјалниот притисок и споредувањето со другите. Додека летото е синоним за социјални евенти, настани, одмори, собири, овие активности може да тригерираат чувство на социјален притисок и на споредување. Кога сме постојано изложени на одредени слики на социјалните медиуми, тие во нас може да предизвикуваат несигурност и да креираат нереалистични очекувања. Запомнете дека социјалните мрежи, медиуми најчесто се слика која што не е баш реалноста, односно е далеко од реалноста и е важно да ставиме приоритет, да се фокусираме на нашето уникатно патување, а не на оно што го прават другите. И сега, иако ова е бла-бла и сите зборуваат, немој да се споредуваш, Инстаграм не е реалност, на крајот на денот верувам дека многу личности, многу семејства нема да може да си го дозволат одредениот одмор, нема да може да си го дозволат тоа јадење, тој костим за капење, таа дестинација и така натаму, и ова знае да го спушти мајндсетот, односно не би рекла модерно, да не донесе на пониска фреквенција каде што почнуваме да се само сожалуваме, да имаме лоши мисли за себе, влегуваме во една позиција на не се сакаме, не си го сакаме животот и тоа навистина е опасно за менталното здравје и затоа ви препорачувам да си ставите лимит на времето кое што го поминувате на социјалните медиуми и да не заборавите да останете благодарни за вашите искуства. И секако да бидете окружени со личности кои што се вашиот круг, кои што може да ве поддржат и кои што може да ве подигнат како индивидуи и да се цените и да го цените оно што го имате. Од друга страна пак, со сите свесност дека сега ќе има многу повеќе гужва, многу повеќе дружби, препорачувам да доколку не се чувствувате пријатно во тие гужви, доколку времето кое што е топло и не ви прија, да го поминувате што почесто во природа, што почесто на планина каде што има сенки, како би можеле да повторно бидете надвор, да бидете во допир со природата без да се форсирате. Многу личности кои што патат и од социјална анксиозност знаат да се форсираат постојано, да влегуваат во молови, во трговски центри, во големи простории каде што има многу луѓе, во кафулиња, а она кое што понекогаш знам да го споделам и да речат ама зошто така бегам, така само се прилагодувам на состојбата, така останувам во комфорната зона, меѓутоа многу често велам одете во природа, поминувате повеќе време сами тогаш или со една-две личности кои што ги сакате, затоа што
Летото е одличен период кога може да го направиме тоа и затоа што реално природата на човекот па и не е баш да биде во толку многу затворени големи простори со многу луѓе. Што значи понекогаш, значи ова не важи за сите, ова не важи секогаш, јас суштинаш ќе споделам дека се што слушате тука, доколку се соочувате со одредена ситуација и состојба која што ве преплавува, секогаш индивидуална помош да побарате, но проверете дали можеби природата на вистина повеќе ќе ви прија. Затоа што на вистина на секој човек му е потребно време да биде малку сам со себе, да биде во контакт со себе, со своето тело, како би можел понатаму конектиран со себе, конектиран со своите сетила, со своето тело, со своите мисли, емоции, кога веќе е на една друга позиција, каде што знае што му се случува, каде што е релаксиран и одморен, многу полесно може да се справи со социјалниот притисок кој што понатаму може или не мора веќе да се јави. Што значи наместо да се туркаме понекогаш во таа, да излеземе од комфорт зоната, јас предлагам да се најде друга зона која што е доволно комфортна, да видиме што е она кое што ни е потребно. Затоа што на крајот на денот понекогаш навистина на сите ни е потребен одмор и не е ни природно човекот да е обкружен со толку многу социјализација како што имаме денес. Значи, можеби некај сите, меѓутоа како што го отвараме телефонот, имаме пораки, имаме мејлови, имаме ньюслетер, имаме нотификации од Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, значи имаме Snapchat, имаме премногу социјални мрежи, премногу пораки, премногу социјализација. Јас самата се чувствувам некогаш преплавена и меѓутоа тука имам многу јасни и силни граници кога отворам социјални мрежи, кога отворам пораки кои што се напишани, освен на најблискиот круг на луѓе кои што знам дека најверојатно можам да му се најдам и по, ајде би рекла, итно, отколку на некој кој што не ми е толку во блискиот круг, затоа што тоа навистина преплавува и доколку почнам на сите да враќам, доколку се вложам максимално, најверојатно ќе прегорам и нема да можам да направам ама буквално ништо. И сите ние имаме вакви медиуми, без разлика на професијата, сите ние имаме многу интеракции, затоа е многу важно само да останеме свесни дека е во ред да бидеме малку осамени, дека е во ред да не мора да бидеме толку во гужва, па дури кога станува збор за одмор, во ред е да се посети некоја попуста плажа или плажа која што е камперска и нема толку многу луѓе, нема толку многу кафеулиња и музика. Значи понекогаш навистина не станува збор за не знам си каква анксиозност, туку преплавеност од премногу стимули, музика, звуци, луѓе и гужва. На крајот на денот ние сме и треба да бидеме во склад со нашата природа и со природата која што ја имаме на земјата, а не со толку многу звуци кои што ние како луѓе сме ги создале. Понатаму, она што мислам дека е многу важно, тоа е телото, односно сите тие грижи околу сликата за нашето тело, кои што најмногу се појавуваат токму во лето. Мислам дека ова е тема која што и нема баш крај. Ова е тема на која што може многу да се зборува и многу да се сподели, но она кое што денес би сакала да го споделам, а мислам дека е важно, е прво да останеме свесни дека топлото време и летото ги носат овие грижи за нашето тело и притисокот да се да се постигне одредено тело додека да дојде летото, било да е тоа фитнес или диета. И мислам дека ќе се сетите, не знам, подгответе го, не знам, летно тело, summer body и така натаму, предизвик за лето, храна за лето. Сигурно сум дека некаде ќе го сретнете или веќе сте го сретнале тоа. Затоа што тоа е оној притисок кој што природно си го создаваме за да постигнеме одредена форма на нашето тело или па големина. А доколку ја немаме, најчесто ретко може да се постигне еден таков совршен баланс, затоа што на крајот на денот не ни постои совршена форма на тело, совршена градба на тело. Тоа едноставно е некоја мода, тоа е нешто кое што се менува, тоа е нешто кое што постојано е променливо, зависи од, ајде би рекла, маркетингот, како луѓето тоа ќе го представат, што е оно кое што повеќе ќе се покажува и така натаму. И целиот овој притисок знае да донесе до самокритикување и многу пониска самодоверба. И затоа тука е многу важно само да запомните дека вистинската или, да речем, целокупната убавина и вредност, само вредност, доаѓаат во многу различни форми
И кога ние ќе си го прегрнеме, кога ние ќе си го прифатиме нашето тело онакво какво што најчесто можеме да станеме и поздрави, посвесни со него. Не секој може да има најубаво тело на светот, не секој има и одлична генетика или пак вежбал и се трудел толку многу и не секој има приоритет да неговото тело биде во одлична форма. Не значи дека тоа не е добро, во ниеден случај не негирам дека е важно да нашето тело биде во одлична форма, меѓутоа не секоја ситуација во животот може да и не секогаш сме на тоа место каде што можеме да се опуштиме и да речеме окей, сега фокусот го ставам само тука и се трудам. Мислам дека тој кој што го прави тоа ќе е свесен дека навистина редовното вежбање и не е нешто кое што е толку едноставно, бара труд, бара посветеност, бара внимавање низ храната, значи бара и време. И после одредено време најчесто станува навика и веќе не зема толку многу голем замав, но е нешто кое што навистина преплавувачко во одредени периоди во животот. И затоа само останете свесни дека многу луѓе, особено луѓе кои што повеќе го користат, да би рекла, умот или кои што повеќе работат работа која што не дозволува толку многу физичка активност, најчесто го забораваат телото, меѓутоа не смее да се заборави убавината на тоа. Па затоа наместо да се намалува самодовербата и критиката кон себе си, затоа што тоа дефинитивно нема да донесе до подобро тело или до подобри резултати, кај некои луѓе знаат да донесе мотив да почнат, што е супер и што е многу убаво, затоа што многу луѓе почнале тука и некои од вас ова може да го сватат како повик, како знак, окей, време е да почнам да се грижам повеќе за моето тело, без разлика дали тоа значи да го негувам, да мачкам посебни креми, некоја селфкер рутина која што е поврзана со кожата или можеби значи да се хранам подобро, да пием повеќе вода или пак да вежбам. Без разлика на кој начин, ако некој се го доживува како повик, одете по тоа, затоа што тоа е најбавиот повик кој што може да го слушнете, но некој може да го доживее како преплавување, особено доколку станува збор за, не знам, за млада мајка која што е преплавена со грижата за своето дете, која што се уште не е во можност да може многу да се грижи за себе, или пак некој кој што е во некоја криза, затоа што постојат и кризи во животот, може тоа некоја финансиска, може тоа некоја здравствена криза и така натаму, значи да не заборавиме дека многу луѓе имаат здравствени проблеми и токму затоа имаат неможност да го променат своето тело на полесен или да би рекла на ист начин како некој друг. Па тука би предложила да останете свесни за боди позитивите или онаа позитивна слика за телото. Некои луѓе тоа го прават низ афирмации, доколку е тоа во ред со вас може да правите афирмации кои што се позитивни за вашето тело, а тоа за да не звучи толку модерно како афирмации, тоа се едноставно потврдни реченици кои што ќе бидат фокусирани на позитивните делови на вашето тело. Тоа би било свесно движење, односно свесно да го движите телото и да бидете свесни каква е положбата на телото, како седите, како се движите, како одите, колку се движите. Нешто кое што, например, мене ми помогнало многу во ова свесно движење. Мислам дека секој телефон има таква апликација како што се додава на телефонот, која што брои чекори. Како некоја фитнес апликација, нешто така, и број колку чекори во текот на денот се прават. Сега телефонот не ми е цело време во џеп, не ми е цело време во рака, меѓутоа барам не дома, меѓутоа додека шетам, додека одам некаде, ги брои чекорите и кога станав свесна колку малку чекори во текот на денот сум правела, не сметајќи ги оние дома кои што се да се завртиш, да отидеш од ваму до таму, меѓутоа колку реално може да се направат дома чекори, не толку колку што како кога би имало една прошетка. И кога сватив дека 8 до 10.000 чекори не е нешто премногу време да се пешечи, тоа е 1 час во просек да се пешечи, што не е многу во текот на денот, тоа не е ни малку за некој, но би рекла дека е доста важно да останеме свесни. Кога ја инсталирав оваа апликација, односно мислам дека веќе ја имав на телефонот, меѓутоа почнав да ја отварам, да гледам колку чекори точно правам, дури си ја ставив на позадина за да постојано ги мерам и гледам до каде сум, не за да се опседнам, туку за да видам, окей, денес сум направила само 2000 чекори. Мислам, тоа за мене беше запрепастувачки, затоа што претходно си викав, добро, јас се трудам, па да не сум цело време седната, затоа што целата моја работа е седната и оваа епизода ја снимам седната. И работата со клиентите ми е седната и застанав и реков, добро, јас морам нешто да променам. Значи, јас морам после работа да одам да шетам
да пешачам, да се качувам 2-3 пати по скали, да правам некои активности кои што мене ќе ми донесат поголемо движење и можеби тоа не е дека нешто ќе промине во моето тело, меѓутоа дефинитивно делува во моето самодоверба и во она буди позитивната слика за телото дека окей, моето тело се движи, моето тело може, моето тело убаво се чувствува кога се движи. И дефинитивно мислам дека секој кој што се движел ќе се согласи дека прошетката, шетањето, нешто кое што не исцрпува е можеби најубавата и најприродната физичка активност која што можеме да си ја подариме, ако не секој ден, барам 3 пати неделно. Нешто понатаму кое што може да помогне е да некако се фокусирате на прекрасните работи кои што вашето тело ви дозволува да ги направите и да ставите приоритет на целокупната добросостојба отколку изгледот, само изгледот. Значи, и на внатрешната состојба на телото, и на кожата, и на дланките, и на рацете, значи целокупно да го гледате телото и да видите добро кој дел што мене ми кажува, кој дел му треба подобрување, кој дел јас морам да го прифатам затоа што е генетика. Значи, многу луѓе имаат одредени, не знам, например, многу широки колкови, тоа е генетика и тоа не е нешто кое што може да се промени, тоа не е нешто кое што треба да се промени. Ајде да го прифатам и да видам што со него. Најубавото или најголемата самодоверба настанува токму тогаш кога успеваме да прифатиме, да се прифатиме онакви какви што сме и да видиме што е некое што може да го извлечеме најдобро од нашето тело. Ако постојано одиме во тоа, окей, ама Петра беше вака облечена и јас сакам така да се облечам, ама таа облека мене не ми одговара. Добро, тогаш да видам што е што мене ми одговара, да видам што е што е мое, што е оно кое што може моите атрибути или позитивни страни на телото да ги истакне или да ги сокрие, што е сосема во ред. Мислам дека ова е нешто кое што не е дека не го прават повеќето, го прават, но забораваат на целокупната состојба, забораваат да застанат за еден момент и да видат колку нашето тело е магично. Ние многу често сме во главата, сме во мислите. Јас сум сигурна дека тие што го слушате овој подкаст сте повеќето во главата, многу ретко сте во телото, затоа што размислувате, анализирате до каде сум, што сум, како ја се однесувам и така натаму и не успевате да се пуштите да бидете во телото и тоа е место на кое што јас многу долго време во животот сум била и понекогаш се враќам повторно таму. Меѓутоа, благодарение на работата на себе се трудам да се вратам, да сум повеќе во тело, да сум повеќе во свесна за како сум, како стојам, како се движам, што правам. Тоа е единствениот начин да се пуштат мислите. Значи не постои некоја магија во однос на пуштање на мислите, но дефинитивно кога сме во телото многу ни е полесно и затоа е она вежбајте, физичка активност, спорт, пешачење, затоа што кога телото многу ни се активира, умот природно почнува да пушта. Секако тука постои цела наука позади тоа, меѓутоа не е ни важно тоа, затоа што оние кои што се во главата ќе почнат да размислуваат, па што, па зошто, па како и дури кога ќе бидат во телото, нема да можат да влезат дефинитивно да се опуштат во телото, него ќе останат во главата, затоа само пробајте навистина многу повеќе да го чувствувате телото, да правите вежби за свесност на телото и да почнете да практикувате љубов кон вашето тело и благодарност кон оние делови кои што ве држат. И нешто кое што исто така ова лето или секое лето би било предизвикувачки е, ајде би рекла, барем во Скопје летото се навистина многу топли и екстремна е жештината, а истата влијае многу врз нашето расположение и врз нашиот левел на енергија. Значи се јавува една премореност од топлината, се јавува неможност да се спие, се јавува дехидратација и сето тоа го афектира, односно влијае врз нашето ментално здравје и нашата ментална добросостојба. И затоа е многу важно да се приоритизира грижата за себе, а најмногу да се остане хидрирани. Тоа не мора да биде само преку вода, значи ние хидрирани вода има и во овошјата, во зеленчукот, во другата храна. Многу е важно да останете на сенка, да внимавате во кој часот сте надвор, да доколку имате можност да бидете климатизирани
и да се трудите да останете свесни, окей, дали ова нервоза, дали овој умор ми е мене од топлото или е нешто друго. Затоа во лето се ставаат оние, ајде да кажам, активности кои што не оладуваат, како базен, како пливање, како река, како надвор, некој хоби кое што може да се прави кога не е веќе толку топло, кога ќе залади времето, и затоа тука бара летото промена во рутината и во очекувањето, затоа што еве да речеме и децата не може да се носат надвор или пак веќе не се во училиште, па самото тоа бара промена, и многу луѓе кои што се, особено луѓе кои што многу планираат или личности кои што се подолго време на работа, за нив тоа значи промена во динамиката, и затоа само останете свесни дека ова е промена која што ќе трае 3 месеци и важно е да најдете некоја креативна адаптација на истата, односно да останете флексибилни, да најдете рутина која што ќе ви дозволи грижа за себе, која што ќе ви дозволи да си ги задржите здравите граници, меѓутоа комуницирате отворено и со партнерот, и со семејството, и со другите, како може да се поддржите да не ве измести потполно летото од она кое што до сега сте го имале, особено доколку имате деца кои што сега се дома за летото, и каде се може да се обратите за помош и поддршка, кога може да побарате одмор, да се одморите, како би можеле да се релаксирате и да останете целокупно, би рекла, здрави во летниот период, без да се чувствувате премногу преплавени. И нешто кое што би сакала исто така да го споделам е дека летото има една посебна креативност, и затоа останете креативни, истражувајте, гледате што е се оно што може да го направите, фотографија, цртање, пишување, правење на некои форми, собирање на школки, на камчиња, зависи каде се наоѓате и што е оно што го правите. И не заборавајте дека најдоброто време во годината да се конектирате со многу луѓе, да се запознаете со нови луѓе и да создадете значајни релации токму во летото, затоа што многу полесно може да се запознаете со луѓе од различни места и краишта, и доколку барате група на луѓе кои што би сакале да влезат во вашиот живот, дефинитивно ова е тоа време за тоа, и доколку барате баланс, да малку ја опуштите работата и повеќе се релаксирате и се дружите токму летото, е време за тоа. Но не заборавајте да останете свесни за вас, кои сте вие, за вашите можности, и да си допуштите да бидете креативни и да се забавувате, затоа што на крајот на денот, без разлика каде сме, без разлика што правиме, без разлика кој е пейзажот кој што не обкружува, среќата доаѓа од нас, што значи дека истата среќа може да ја чувствувате доколку сте на најскапата плажа на Миконос и доколку сте во некое село во двор и се прскате со црево. Значи хормоните повторно ќе се активираат, среќата ќе биде тука. Не е важно навистина каде сме, се додека ние сме среќни и додека гледаме на нешто кое што не исполнува. Сетете се како деца, дали ни било важно да сме некаде на некоја си плажа на Малдиви, или сме чекале, не знам, барем во Скопје 10 јуни да се прскаме со шишиња, со вода и да се оладиме и да уживаме на тој начин. И тоа било интересно, забавно, пријатно и среќно. Така што да, ние возрастните си патиме, би рекла, многу од овие очекувања, од овие слики, од сето оно што го гледаме од социјалните медиуми, и тоа е нешто кое што дефинитивно е многу појачано, особено последните години со сите тие, да речем, медиуми кои што да станаат достапни за нас и со сликите. Меѓутоа, останете со себе, останете со вашето дете и со начинот на кој што истото се забавува, затоа што децата природно знаат како да се забавуваат без многу очекувања. Тие не гледаат кој што како прави, туку повеќе се во себе, повеќе се присутни, и останете присутни, не заборавајте да се приземјувате, доколку сте на плажа, уживајте во песок и вода, тоа е многу убав начин на полнење на енергијата на целото тело. И може тоа да го правите и во двор, може тоа да го правите и на друго место. Не мора тоа да биде баш одморот од соништата, се додека вие сте присутни и задоволни со себе. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода. Се надавам дека нешто од ова ќе ви биде од помош ова лето. Уживајте, имате прекрасно лето.